Јас ќе започнам со бројките на Република Словенија, која што беше повикувана, каде што се направени 743.000 и нешто тестирања, од нив 65.308 позитивни, 1052 смртни случаеви. Во Данска имаме 773 смртни случаеви, во Албанија 699, Црнагора 439, во Австралија 907, колкава држава е, а кај нас се направени 312.000, значи нешто повеќе од помалку дупло од Словенија, 54.743 позитивни, 5.511 починати и плюс 35 денес. Значи, ова се бројки и овие податоци за жал, бројот на заразени, а особено бројот на починати укажува дека Република Македонија се наоѓа на дното на земјите во светот кои успешно се справуваат со COVID-19. Ситуацијата ескалира, граѓаните умираат по ходници, умираат на столчина, затоа што по улици, затоа што нема место во болниците за да бидат хоспитализирани. Ова е денешната ситуација која што се случува во Република Македонија. Бројките и фактите се немилосрдни за власта. Тие укажуваат колку добро власта се справува со кризата. И сега една анализа ќе направам уште кога започна епидемијата на 25 февруар, која се беше првиот случај, наместо ние, ете една грешка, наместо ние да ги затвориме границите, да ги примиме нашите граѓани кои што беа надвор од државата, да ги ставиме во карантин, 3 недели границите беа отворени и граѓаните слободно што доаѓа од другите држави си шетаа низ државата. Тука еден минус, еве јас ќе го кажам, моје размислување. За после тоа да најавувате дека можно е бројката на заразени да стигне до 2000, пикот да биде тогаш, во април, па немавме ни пик, а бројката на заразени денес е толкава каква што е. Меѓутоа, ако по математиките на епидемиологијата, ако се помножи по 10, тогаш наместо 54 ќе имаме 547.000 заразени. Не убедувавте дека состојбата е под контрола, под апсолутна контрола. Јасно беше дека целта за креирање лажна слика на стабилност со цел да се создаде атмосфера дека можат изборите да поминат без проблем. Меѓутоа, зошто денес ние сакаме да се формира ова тело или здравствена комисија која што ќе биде избрана од Собранието на Република Македонија, за да не биде политизирано тоа тело, затоа што ние сега плаќаме превисока цена на политизација на здравствените мерки, односно на согласноста на Комисијата за заразни болести да ги прифаќа сите сугестии на политичарите од власта. Заради тоа што сите мерки кои што ги презедовте се промашени, непромислени, ретроактивни и очигледно непродуктивни. Ќе ве подсетам, не убедувавте дека полицискиот час не се почитува, па го укинавте. Велевте дека само 15 семејства биле, 90% се 15 семејства. Прогласивте карантин во Скопје за после над 100.000 граѓани да одат во внатрешност на Република Македонија. Предупредувавме дека здравствените... овие текстилните работници во Штип се возат со автобуси, незаштитени, исто така дека работат во време на полициски час, меѓутоа и тука немавте слух за да го решите тој проблем и затоа се случува во Штип сега ова што се случува. Исто игравте и со пензионерите на принцип тргни застани, денес имате превоз слободен, утре нема да имате. И кога велевме дека здравствените работници не се
правилно заштитени, соодветно не зборувам за оние кои што работат во ковид центрите, туку здравствените работници во другите одделенија, на кои што им беше велено дека треба да се однесуваат кон пациентите, како да се ковид позитивни, меѓутоа добиваа само една маска за 24 часа, а и сега медицинските сестри добиваат 3 маски за цела недела. И како резултат на ниту пак се спроведуваат некои протоколи на дезинфекција на одделенијата, ако има позитивна сестра и така натаму, си има во епидемиологијата и во инфективната наука како треба да се справуваме со тие епидемии. И како резултат на тоа, конкретно за Битола ќе кажам, во интерно одделение повеќе од 50% имаме заразени медицински сестри, заразени доктори, заразени болничари. Можете да прашате, ќе видите дека повеќе од половината се веќе заразени, некои се наоѓаат и на болничко лекување. Од почетокот кажувавме дека треба заеднички да се бориме, меѓутоа власта не го прифаќаше тоа, не слушавте никого, вашата суета беше премногу на високо ниво и затоа ја имаме сега оваа состојба која што ја имаме денес. Спроведувавте пиар кампања да ги убедите граѓаните дека е се во ред, дека вирусот е победен, па пресконференции, па платени реклами. Меѓутоа, народот гледа и, на жалост, многу ја чувствува реалноста на својот грб. Огромен број жртви, преполни болнички кревети, заболен медицински персонал. Ништо не се работи по протокол. Како треба да се однесуваме во време на пандемија? Што треба да се прави? Ништо нема од тоа. Ние немаме повеќе време или вие за чекање. Доста изгубивме човечки животи. Време е да седните, да размислите, да почнете да работите и време е овај хаос во кој што се наоѓа нашата држава да ставите крај. Комисијата која што ја предлагаме, уште еднаш ќе кажам, не зборуваме за стручноста на тие кои што се наоѓаат во сегашната комисија. Зборуваме за политичкиот притисок. Значи, аполитизирани, стручни кадри. Ние во Република Македонија имаме еминентни, врвни стручњаци. Ако треба, сите ќе ги повикаме. Секој по нешто да каже, ние треба на крајот да излезиме како победници од оваа криза. А не да кажуваме приказки тука, а луѓето се гушат, немаат маски за кислород. Секој дневно се соочуваме. Да ви прочитам еден вработен наш што ми пиша денес. Доктор, ке кажете го, ова луѓето умираат, паѓаат како круши, нема кој да им даде помош. Само еден доктор е на пнеумофтизиологија. Па жално е ова што ни се случува. Ви благодарам.